Вечно ќе ја сакам, убавка ја твоја, скопје кажи ми. Реконструкцијата на кракот на булеварот Трета македонска бригада кај метро влегла во завршна фаза, информираат од општина Аеродром, при што денеска градоначалникот Дејан Митевски извршил увид во градежните активности на терен. Станува збор за делница во должина од 777 метри, која за прв пат добива целосна и темелна реконструкција, со што значително се подобруваат условите за сообраќај во еден од пофреквентните делови од општината. Во рамки на проектот се поставува нов асфалт на површина од околу 6000 квадратни метри, како и нови тротоари со површина од 1500 квадратни метри. Дополнително за прв пат на оваа делница се поставува и ново улично осветлување, што ќе придонесе за поголема безбедност и подобра видливост во ноќните часови. Од општина Аеродром истакнуваат дека оваа делница секојдневно ја користат голем број граѓани и компании, па незината реконструкција има значено влијание врз локалната мобилност и економската активност. Вредноста на инвестицијата изнесува околу 17,9 милиони денари и е дел од поширок проект за реконструкција на улици во општината, кој опфаќа вкупно 5,4 км патна мрежа со вкупна вредност од 138 милиони денари, обезбедени преку Министерството за транспорт и врски. Од општината порачуваат дека продолжуваат со инвестиции во модерна и безбедна инфраструктура со цел подобри услови за живење на граѓаните. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски денеска соопшти дека општината ќе додели спортски стипендии за најуспешните спортисти, при што за оваа намена се издвојуваат рекордни 4,5 милиони денари. Како што информираше Костовски во објава на социјалните мрежи, општина Бутел ја истакнува својата поддршка за спортот и спортистите, оценувајќи дека токму тие резултати ја позиционираат општината како една од најатрактивните во оваа област. Со новиот јавен повик, кој ќе биде отворен 15 дена, се предвидува доделување стипендии во различни категории, прилагодени според постигнати спортски успеси, при што дел од нив ќе се исплаќаат месечно во текот на една година, дел како еднократна финансиска поддршка. Заинтересираните кандидати ќе треба да ја достават потребната документација во архивата на општината, условите и критериумите се детално утврдени во официјалниот правилник и јавниот повик. Од општината нагласуваат дека клучен критериум при изборот ќе бидат спортските резултати. Градоначалникот истакна дека транспарентноста во постапката ќе биде обезбедена преку комисија составена од општинска администрација. Целта на оваа мерка е дополнителна мотивација и поддршка за младите спортисти и спортски таленти во Бутел. Градоначалникот на Скопје Урце Ѓорѓиевски денеска уствари конструктивна средба со постојаниот координатор на Обединетите нации Рита Колумбија. На средбата се разговарало за тековните проекти на град Скопје, насочени кон рамномерен и одржлив развој на сите градски населби со цел подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Посебен акцент бил ставен на поголемо користење на обновливи извори на енергија во јавните објекти, како и на создавање услови за еднакви можности за лицата со попреченост. Дискутирани биле и можности за заекнување на соработката меѓу град Скопје и Обединетите нации, при што се разгледувале идни заеднички проекти. Се разговарало и за иницијативи што би го поттикнале волонтерството во заедницата, како и за поголемо вклучување на младите во процесите на донесување одлуки поврзани со развојот на градот. Според градоначалникот, ваквата соработка може да донесе конкретни резултати во Скопје, како град кој се развива одржливо, рамномерно и со фокус на потребите на граѓаните. Во услови на постојан раст на бројот на возила и ограничен јавен простор во општина Центар се воведува нов систем за паркирање, со кој, како што соопшти јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, се очекува пофер и порационална распределба на паркинг местата. Според новите правила, повластените паркинг карти повеќе нема да се издаваат по лице, туку по стамбена единица, односно по адреса. Од предпријатието објаснуваат дека досегашниот модел овозможувал едно домаќинство да регистрира повеќе возила под повластени услови, што доведувало до зголемен притисок врз веќе ограничениот паркинг простор, особено во густо населените делови, како Дебар Мало, Капиштец и Буњаковец. Со новиот систем, секое домаќинство ќе има право на едно возило со бесплатно повластено паркирање, додека за второто и третото возило ќе се плаќа месечен надоместок со цел да се поттикне порационално користење на автомобилите и да се намали сообраќајниот метеж.
Од јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар истакнуваат дека паркинг просторот е ограничен ресурс и дека целта на реформата не е ограничување на граѓаните, туку воспоставување поголема равнотежа и ред во користењето на јавните површини. Според нив, новиот модел треба да придонесе за намалување на непрописното паркирање и подобрување на квалитетот на урбаниот живот. Во рамки на реформата се најавува дека средствата од новиот систем ќе се користат за проширување на паркинг капацитетите, модернизација на услугите и подобрување на контролата и наплатата, со што би се обезбедил поодржлив систем за управување со паркирањето во иднина. Општина Карпош денеска информираше дека по барање на граѓаните ја започнала втората пролетна интервентна дератизација на својата територија. Со оваа акција ќе бидат опфатени околу 5000 шахти низ процесот на дезинфекција, дезинсекција и дератизација ќе поминат сите основни училишта и детски градинки на подрачјето на локалната самоуправа, посочија од општината. Инаку општина Карпош ја превзема оваа иницијатива секоја година на пролет и на есен како превенција од штетните глодари и инсекти во насока на одржување на здравата животна средина. Општина Илинден и оваа година продолжува со програмата за финансиска поддршка на жителите преку јавен повик за субвенционирање на набавка на инвертер клима уреди и соларни панели со цел подобрување на енергетската ефикасност и заштита на животната средина. Со мерката се предвидува кофинансирање во висина од 50% од вредноста на набавениот уред, но не повеќе од 10.000 денари по производ, со што општината директно ги стимулира граѓаните да инвестираат во поеколошки и поекономични решенија за домаќинствата. Градоначалникот Александар Ѓоргиевски истакна дека целта на оваа мерка е да се поттикне користење на енергетски ефикасни технологии што придонесува за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на живот на жителите. Право на учество имаат сите граѓани со постојано живеалиште во општината. Субвенцијата може да се користи еднаш по семејство. Јавниот повик важи од 18 мај оваа година до исцрпување на предвидените средства, при што барањата ќе се обработуваат по редослед на пристигнување по принципот прв дојден, прв услужен. Од општината нагласуваат дека е предвидена и можност за теренска проверка на поставените уреди, со цел да се обезбеди транспарентност и правилна реализација на програмата. Повеќе информации за условите и потребната документација граѓаните можат да добијат во општинските простори или преку официјалната веб страница на општина Илинден. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно